Постигнување целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија, со цел државните символи да ги рефлектираат општествената мултиетничност и етничката равноправност се условите за формирање влада кои се содржани во албанската платформа, кои ја оставија Македонија во политичка неизвестност и после 2 месеци по завршувањето на изборите. Токму официјализирањето на албанскиот јазик на исто ниво со македонскиот е она од што албанските партии не се откажуваат, а според неофицијалните информации македонските политички партии не попуштаат. Во првото интервју по изборите председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски рече дека најголем дел од разговорите со ДУИ биле посветени на прашањето за двојазичноста. Се бараше двојазичност на целата територија на Република Македонија, изедначување на македонскиот и албанскиот јазик. Ние им го кажавме нашиот став, дека тоа не треба да се прифати и дека е нелогично да има двојазичност на целата територија во држава во која македонци има 65, а албанци 25%, рече Груевски. И СДСМ испрати понуда до ДУИ, но ни од блиску нема информации што се содржи документот. Шпекулациите диаметрално спротивни. Едните се дека понудата ни оддалеку не значи двојазичност и целосна рамноправност на албанскиот со македонскиот јазик во цела Македонија, односно во голема мера слично со тоа што ВМРО-ДПМН и го нудела на ДУИ во текот на преговорите, кога не беше постигнат договор, а другите дека двојазичноста е на маса пред Ахмети. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов денеска изјави дека очекуваат одговор од ДУИ да стигне во форма на потписи за добивање на мандатот, а одговарајќи на новинарско прашање како ги коментира шпекулациите за наводни несогласувања околу примената на албанскиот јазик, Шилегов рече дека сите шпекулации во медиумите по сензитивните теми ќе ги коментираат од позиција на мандатар за формирање на влада. Документот доставен до ДУИ по својата содржина е доволно добар за да ги обезбеди подписите за добивање на мандат за состав на владата. Нашите очекувањата се дека повратниот одговор ќе бидат подписите за состав на владата. Дали различните ставови допринесоа за уште позатегнати односи и поголема поделба во албанските партии? Синоќа средба одржаа работни групи од ДУИ и ДПА, Движењето за реформи, односно коалицијата Алијанса за албанците. И двете партии со краток коментар дека разговарале за заедничката платформа. Можам да ја третирам средбата како конструктивна, каде што отворено разговаравме за тие точки кои сметаме дека се многу битни точки и точки кои ја приближуваат Македонија кон НАТО и кон Европската Унија. Официјално познатиот став на ДУИ е дека нема да брза со одлука и дека се уште на маса се 5 опции, а денеска партијата одржува и состанок на Централното председателство. Во целата оваа неизвестност се погласна станува и мислата и идејата за македонска платформа, што ја потврдува и анкетата на телевизија Телма, дека македонските политички партии треба да подготват своја платформа. Се изјасниле 58,4% од анкетираните, против биле 31,1%, а 10,5% рекле дека не знаат или не сакаат да одговорат.